Крупен, ситен добиток, свиња и живина во државата има се помалку. Нивното одгледување за нив е чиста загуба и тие од оваа дејност бегаат како од болест. Сите напори кои државата ги прави за нив очигледно не се доволни, бидејќи производот и пазарната цена никако не се вклопуваат. Па не е исплатливо затоа што е сега моментално многу скапа храната, а да речеме свинското месо е ефтино или млекото е многу ефтино, не е покачено, останаа старите цени од пред 2 години. Да речеме лани или полани 100 денара одеше жива вага свинче да продадеш, да речеме мики или било дека. Сега е пат цената 100 денара, ама храната беше 10 денара, лани да речем или полани, оваа година е 18-20 денари, моморуската и пченицата. Статистиката и овој пат донесува лоши заклучици, а тие се следниве. Во периодот 2013 до 2016 година во просек сме имале 247.038 говеда, додека во периодот од 2017 до 2020 година во просек од 237.757 говеда. Иста е состојбата и со кравите и стелните јуници. Ако се споредат 2016 со 2020 година, намалувањето е за 12%. Во истиот период идентична е ситуацијата и со свињите, бидејќи во годините од 2013 до 2016 година имало 182.687 свињи, додека пак во периодот од 2017 до 2020 година овој број изнесува 174.395, што е за 4,5% помалку. Споредено од 2016 со до 2020, тој број 174.395 или за 19% помалку. Бројките за овците исто така се поразителни. Споредено од 2016-2020 година намалувањето е за 15%, или од 555.932 во 2016, бројот се намалил на 476.914 во 2020 година. Државата ни дава субвенции, да речем, али она ни дава само 20%, и дали 20%, али зимам 20%. Дека ни дава субвенции, а производството ни го зимат џабе. Фактички 40 денара млеко. Тоа е неизводливо. У продавниците 60, 70, 80, а нашто стое. Значи, државата ни дава вика субвенции, али 20% не покрива. Да се простудира убаво, значи 20% не се такова. Не се исплаќа. Трендот, кој воопшто не е добар, се однесува и на живината, и тој за 4 години изнесува 12% помалку. Аналогно на ова, паѓаат и процентите на произведена храна, што пак значи увоз и претежно повисоки цени. Но, тука многу важно е што илјадници луѓе остануваат без работа, а пропаѓаат и инвестиции кои пак носат други последици.